Во студиото со вас, Иван Кузмановски. Добар ден и честит празник, ова се настаните кои го одбележаа денот. Никој нема одговор каде е судијата Ѓоко Ристов, откако истрагата откри 350.000 евра сокриени во зид од куќата на неговите родители. Судскиот совет се уште не добил барање за одземање на имунитет. Системот Безбеден град ќе се тестира од утре од влезот на Скопје, додека екипи на МВР ги калибрираат камерите, сообраќајот ќе биде затворен. Масовно одбележување на водици низ државата, Охрид полн со гости. Посакувам секој православен христијанин, секој веруник да го искуси бареднуш во неговиот живот. Двајца од учесниците во Скопје завршија во болница. Заврши распустот, од утре стартува второто полугодие. Лекарите предупредуваат, грипот ги полни болниците. Заменик министерот за образование поднесе оставка. Десетици загинати и стотици повредени. Катастрофална несреќа во Шпанија. Брз воз излетал од чините и удрил во друг воз. Овие вести во живо од Скопје за постапката за судијата од апелација, а во живо од Охрид за одбележувањето на водици. Останете со нас. Министерството за внатрешни работи и обвинителството до овој момент се без одговор каде се наоѓа судијата Ѓоко Ристов и што освен 350.000 евра пронајдоа истражните органи. Случајот го следи колешката Тамара Дичовска, имаме во живо во овие вести. Тамара, дали судијата Ристов е достапен за службите? Судијата Ѓоко Ристов не се знае ниту дали е во полициска станица, ниту дали е во бегство, дотолку нема информации од надлежните институции, ниту од обвинителството за гонење организиран криминал, кој што ја води оваа истрага, ниту пак од МВР за едно од најопсежните истраги акции во државава за корупција. Од она единствено што се знае од синокешната акција на обвинителството, каде што пронајдоа 350.000 евра содзидани во зидот на куќата на родителите на Ристов во Неготино, за кој што обвинителството се сомничи дека се нелегално стекнати, меѓутоа повеќе информации не споделуваат, бидејќи како што велат да не ја нарушат истрагата на која работат, како што велат денонокино. Ристов се сомничи за противзаконско стекнување на имот, но и за прикривање на имот. Со оглед на тоа што Ристов е судија, има имунитет, не може да оди во притвор, се дури не му биде одземен имунитетот, а затоа треба да одлучи мнозинството членови од судскиот совет. Меѓутоа, според ние што разговаравме со заменик председателот на судскиот совет, тој вели дека досега нема стигнато предлог до нив за да свикаат онаа седница за да одлучат дали ќе му биде одземен имунитетот или не, но сепак според процедурите и да му биде одземен имунитетот на судијата, тоа не значи дека тој автоматски ќе оде во притвор. Но повеќе околу законите и постапките на судскиот совет, меѓу другото и детали од акцијата, да погледнеме во прилогот што следи. Институциите не кажуваат каде е апелациониот судија Ѓоко Ристов, кај кого вчера полицијата најде 350.000 евра задзидани во зид во куќата на неговите родители во Неготино, за кои сметаат дека се нелегално стекнати. Дали е во полициска станица, дали ќе се бара притвор за него, од институциите молк за една од најопсежните истраги во нашата држава поради сомнежи за висока корупција. Од обвинителството соопштија дека потрагата по уште сомнителни пари и други докази продолжува, а истрагата за Ристов е отворена откако беше уапсен адвокатот Стафа со пари за подкуп, кој требало да ги даде токму на апелационен судија за да се укине притворот за неговиот клиент. Во рамките на опсежна истрага на основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал, иницирана откако на 14 декември беше осумничен адвокат поради сомнение за кривично дело примање награда за противзаконско влијание, во континуитет интензивно се преземаат действија што резултира со проширување на постапката и кон судија од апелацијскиот суд во Скопје, осумничен за противправно стекнување и прикривање имот, за кој постојат сомненија дека е прибавен меѓу другото со действија на корупција и трговија со влијание, соопшти од обвинителството. Ристов како судија има имунитет за да оди во притвор. Треба најпрво да заседава судскиот совет и со мнозинството гласови да му биде одземен имунитетот, но и да одлучат дали ќе оди во притвор. За сега судскиот совет не добил предлог за свикување седница за одземање на имунитет, вели Засител, заменик председателот на судски Ари Тонала. Уште од синоќа контактирал со кривичниот суд, ја следат ситуацијата, ги известил и колегите за доколку дојде предлогот за свикување седница до нив, веднаш да се сетаваат за да одлучат. Сепак не значи дека доколку судија
остане без имунитет за непречено водење на кривичната постапка, дека тоа ќе значи автоматска согласност за притвор. Во судскиот совет имаше и случаи кога беше изгласано да се одземе имунитет на судија, но да не се дозволи притвор. Ристов се сомничи за противправно стекнување и прикривање имот, а според законот за судови, доколку судија е затекнат во вршење кривично дело за кое е предвидена затворска казна над 5 години, тогаш автоматски останува без имунитет. Според информации на сител од апелација, Ристов изминатава недела земал боледување поради покачен крвен притисок, а и мобилниот телефон не му бил во употреба изминатиот месец. Судијата Ѓоко Ристов од 2020 година е судија во апелациониот суд во Скопје. Во изминативе години одлучуваше по некои од најкрупните предмети, меѓу кои и Таргет тврдина за масовното незаконско прислушкување. Учествуваше и во одлучувањето за укинувањето на притворот на Сашо Мјалков во предметот Трезор, како и за укинувањето на притворот на Драги Рашковски. Во периодот на неговото постапување, до судскиот совет била доставена и представка со наводи за неоправдано задржување на одредени предмети без донесување одлука. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Од утре почнуваат теренските активности со кои системот Безбеден град ќе се тестира и калибрира согласно новите правила. Активностите според најавите ќе почнат од влезот на Скопје, додека екипи на МВР ги калибрираат камерите, сообраќајот ќе биде затворен. Од утре па се до крајот на месецот возачите треба да бидат подготвени за привремени застои. МВР започнува тестирање и калибрација на камерите на Safe City, кои од 1 февруари официјално ќе ги казнуваат оние кои ќе го прекршат законот. Тестирањата ќе се реализираат секој ден во периодот од 8 до 20 часот. Во првата недела од предвидениот период, активностите ќе се спроведуваат исклучиво на локациите со поставени камери на подрачје на градот Скопје. Екипите ќе работат 12 часа во предвидениот период, освен утре кога со работа ќе почнат попладне, за да се избегнат големите гужви во утринските часови. Овие камери поставени на влезот пред Скопје, практично во Скопски Сарај, се првата точка врз која што утре екипите на МВР ќе интервенираат. Односно, тие ќе вршат верификација, калибрација и тестирање на камерите пред тие официјално да бидат пуштени во употреба, односно да ги ловат возачите кои што го прекршуваат законот. Додека екипите работат, улицата ќе биде целосно затворена за сообраќај. Очекувањата на надлежните се задржувањата на возилата да траат од 10 до 15 минути. Најфреквентните крстосници во Скопје се планирани да бидат оставени за викендот, кога има значително помалку сообраќај за да се избегнат големите гужви. Од МВР апелираат до возачите да ги почитуваат превремените ограничувања и каде што е можно да користат алтернативни правци за да се избегнат гужви. Габриела Лескова, Сител телевизија. Лидерот на СДСМ и денеска без конкретен одговор дали опозицијата ќе гласа за законот за прекршоци кој треба да овозможи функционалност на системот Безбеден град. По лидерската средба од владата најавија дека се очекува законското решение согласно договореното да помине на седница до крајот на неделава. Се уште не се знае дали СДСМ ќе даде поддршка на законот за прекршоци од кој зависи и стартот на Safe City. Повеќе новинарски прашања ниту денеска не извлекоа прецизен одговор од опозицијскиот лидер. Тој повторно констатираше дека со оваа влада не можело да се напредува во реформите без прецизно да одговори на повикот на премиерот Мицкоски да се вклучат во работните групи. Гледайте, на граѓаните треба да им е јасно. Со оваа влада нема реформи. Се е една лажна пропаганда со цел нивните бизниси во позадина да тераат. Нема збор за сомнителниот капитал од Алта банка, нема збор за тендерите, 161 тендер, милионски тендери за компании вчера регистрирани на луѓе блиски до ВМРО ДПМН, средби со луѓе на вице-премиерот, со луѓе блиски до Путин. Премиерот кажува реформската агенда. До сега требаше многу работи да се случат, за жал разоткриени се, а ние сме тука во собранието. Апсолутно ќе поддржиме се што треба да се поддржи за да земјата тргне напред. За владата политиката на Филипче е деструктивна и неразбирлива. И денеска повикаа на конструктивност и поддршка за законите кои бараат квалификувано мнозинство. Гледате кој е опозиција? Опозиција е СДСМ кој што влегува во една целосна деструктивна кампања, која што морам да признам дека не ја разбирам. И тука е Дуи, кој што се сеќаваме добро што се случуваше кога тие беа на власт. Се надевам дека ќе се опаметат и дека законите, особено оние кои што се двотретински, особено после ветувањето на лидерската средба, ќе бидат изгласани во собранието.
На средина од минатата недела премиерот Мицкоски свика лидерска средба на која само столчето на Филипче остана празно. Лидерите се договорија работни групи во собранието заеднички да работат на законите од реформската агенда и да дадат поддршка на законот за прекршоци. Александар Спасовски, Сител телевизија. Каква порака испреќа случајот со судијата од апелација за независноста на судството? Може ли да се гради довербата од како врховен и апелационен судија се соочија со правдата? Дали новите членови на судскиот совет ќе донесат некакви промени и каков државен јавен обвинител им треба на државата? По тема на денот со адвокатот Никола Додевски. Временските услови низ целата држава овозможија годинава да имаме масовно одбележување на празникот Богојавление Водици. Најмногу гости традиционално имаше во Охрид, каде за прв пат Светиот крст во водите на езерото го положи новиот владика Ѓорги. Во овие вести, во живо од Охрид имаме колешката Нина Аритоновска. Нина, охриѓани овој пат се покажаа како одлични организатори и домаќини, но крстот повторно заврши кај Варошани. Токму така, Иван, Охрид во духот на верскиот празник Богојавление Водици. И овој пат 29 годишниот Мартин Гоџо беше најсреќен меѓу бројните капачи кои што скока токму тука во водите на Охридското езеро да го фатат чесниот крст. Мартин трета година поред го фаќа крстот, тој го фати минатата година и во 2022 година. Си посака здравје и берекет и во оваа година која што ќе го прати, се надеваме. Инаку покрај бројните капачи кои што скокаа по чесниот крст, голем беше бројот и на оние верници кои што се капат во водите на Охридското езеро за здравје. А по светените води голем беше бројот и на оние верници кои полнеа вода од светеното езеро во шишиња носејќа во своите домови за здравје, среќа и берекет. Инаку токму тука, каде што моментално се наоѓаме на познатото колце кај градското пристаниште, и оваа година традиционално беше положен чесниот крст, меѓутоа овој пат од новиот митрополит на Дебрско-Кечевската епархија Георги. Инаку нова голема верска манифестација која што е символ на градот Охрид, со која што охриѓани години наназад се гордеат што постои токму во овој балкански Ерусалим, како што ние знаеме да го наречеме, присуствува голем број на верници како од земјава, така и од странство, од државниот врв и од политичкиот врв, меѓутоа и од јавниот живот. Од Црвениот крст само да напоменам дека интервенирале тимовите во 20 случаи, тоа најчесто кај премрзнати лица, колабирани лица и некои поситни интервенции. Повеќе гледаме од прилогот во продолжение каква беше атмосферата за големиот верски празник Богојавление Водици во главниот туристички центар Охрид. Охрид во духот на големиот верски празник Богојавление Водици. 29-годишниот Мартин Гоџо од Варош е најсрекниот фаќач на Светиот крст во македонскиот Ерусалим. Тој беше најбрз меѓу капачите и посака здравје, среќа и берекет во текот на целата година. Мартин Светиот крст го фати и минатата година и во 2022. Светиот крст во водите на езерото беше положен од градското пристаниште од страна на митрополитот на Дебрско-Кечевската епархија Георги. Трет пат во животот го фаќам и посакувам секој православен христијанин, секој веруник да го искуси бар еднаш во неговиот живот. На светиот чин присуствуваа представници од државниот врв, политичкиот и јавниот живот во државава. Ова е нешто што не прави посилни, не прави подобри луѓе, не прави подобри верници. Бидејќи да, ова е моментот кога Бог се јавил и тоа во сите своји три лика. Драго ми е што имаме еден прекрасен ден. Мислам дека имаше преку 20.000 луѓе кои што се појавија на градското пристаниште. Видов, тоа ми е навистина драго, гледам и многу странци, што мислам дека многу значи за развој на градот и на туризмот. На момчето кое што и годинава, исто како и лани, го фати крстот, му посакувам многу успех и среќа оваа година. Тоа што скокна во ладните води на Охридското езеро е доказ за една голема храброст, голема
умствена и телесна сила. Градоначалникот Пецаков истакна дека Водици останува празник што ги обединува охриѓани, но и бројните гости од земјава и странство. Дефинитивно за охриѓани најголемиот христијански празник, не случајно можеме со слободно да кажеме дека ова е централната манифестација во Македонија. Голем број православни верници го посетија Охрид и беа дел од осветувањето на водите на езерото. За присутните на градското пристаниште и годинава традиционално се делеше топла ракија и вино. Манифестацијата не завршува, продолжува и утре со денот на рибарите на Сараиште. Нина Аритоновска, Сител телевизија. Да, Нина спомена дека прославата продолжува и утре. Велиш дека денеска во Охрид се делело бесплатно топла ракија и вино за посетителите. Ки имали бесплатна рибја чорба утре за гостите? Токму така, Иван, богојавленските честувања во Охрид не завршуваат. Денеска продолжуваат и утре на денот на рибарите кај култното Сараиште. За бројните посетители ќе има греана ракија, греано вино и секако познатите плашици ќе ги забавуваат и староградски групи од градот Охрид. Нина Аритоновска во живо од Охрид, ти благодарам за пренесената атмосфера од одбележувањето на Водици во најголемиот туристички центар во земја. Од водите на Вардар во Скопје крстот го извади Дарко Митровиќ. Поради надојдените води и температурата на водата во Вардар, двајца од учесниците денеска завршија во болница. Годишниот Дарко Митровиќ го фати светиот крст во водите на Вардар во Скопје. Тој најбрзо исплива меѓу сите пријавени кои скокнаа од кеот. Доби подароци и желби за добро здравје. Нека му е честито и од Бога благословено денешново дело. Амин. Да, за спомен. Чествувањето почна од храмот Рождество на Пресвета Богородица. Богослужеше поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија господин Стефан. По завршувањето на литургијата, крстот беше донесен до мостот Слобода. Должноста на секој христијанин е преку честит и богоугоден живот да се подготвува за вечна заедница со Бога. Оттука потребно е постојано да бдееме над своето срце, над мислите, зборовите и делата, за благодата што ни е дадена да остане плодотворна. Да се плива во надојдениот Вардар не беше ни малку лесно. Брзата и студена вода го отежни излегувањето на кеот. Помага екипите на Црвениот крст. Во видје голубиње, известуваше слове се утверждение, јавлеся Христе Боже и мир. Двајца завршија во болницата 8 септември поради премрзнување. Едниот имал 20, а другиот 26 години. Според информациите, нивната состојба е стабилна. Настанот привлече илјадници граѓани, значително повеќе од лани. Преполни беа сите околни мостови и кеот, а Скопје уште еднаш покажа дека традицијата на богојавление не е само религиозен чин, туку и силен символ на заедништво, храброст и вера. Мартин Арсов, Сител телевизија. Водици е празник кој ги обединува верниците и ги собира на исто место, а голем број граѓани имаше на организираните настани низ целата држава. Ја гледаме сликата низ Македонија. Бог се јави. Честни овој ден, што го понак крсто и што го имamo толку голем број, додете да гледате и да го празнуваме овој празник, да остане во традиција и сите секоја година да бидеме на поголем број. Јас сум Петар Чакарески од Струга, 23 години имам, прв пат го фаќам крстот. Здравје. Години назад
Скоро секоја година, може да од прва, втора година се капам. Здравје, очистување, благословување. Работен оженет, 29 години. Чувствувам благословено, благодарно и да бидеме добри луѓе, да си помагаме едни со други. Бог се јави, навистина се јави, нека ни е за ново години празник. Се фрлам 8 години во Куклич, ова ми е трет пат во Струмица, втори пат го фаќам. Господ да даде здраве, среќа, благослов во секој семејство. Јас сум роден ангелески, имам 18 години. Прв пат скокам за фаќање на крсто и прва година ми се посреќи, прва година го фаќам. Големо значење, да. Јавувањето на Бог и плюс дека сум крстен и Јордан на овој ден на Водици, сум уште повеќе среќен. И за здравје Бог се јави и наистина се јави. За прв пат се фрлам за Светиот крст. Бог се јави, навистина се јави, да сте здрави и живи. Една малку поинаква традиција за одбележување на Водици продолжува и на Плетварското езеро. Дарко Штарговски беше таму. Со влегувањето на верниците во осветените води на Плетварското езеро кај Прилеп, по 6ти пат на ова место се одбележа празникот Богојавление или Водици. Повеќе од 150 луѓе беа дел од овој уникатен настан, каде единствено во Македонија, само тука вака се одбележува овој празник. Тука нема фрлање на крстот, туку сите верници кои што присуствуваат, влегуваат еден по еден во осветените води на езерото. Настанот секоја година има и своји кумови. Годинава за сите оние кои што влегоа во водите на езерото беше обезбеден по еден мал дрвен крст, а за сите присутни имаше топли напитоци како чај, греена ракија и греено вино. Чувството е неопишливо, можете сами да забележите дека е преголем интересот на народот. Многу сум среќен затоа што и моите два сино го прифатија овој чин и со нетрпение го чекаат овој ден. Полека, но сигурно овој настан станува познат на секаде низ Македонија. Така што тука доаѓаат верници не само од Прилеп, туку и од другите градови. Годинава имаше и голем број дечиња. Ние влегуваме втор пат. Јас се викам Калина, имам 10 години. Поради атрактивноста на самиот ден, но и самиот настан, тука се случи денеска и едно запросување. Мислам дека ова е многу свет ден и дека е многу убаво нешто и затоа сакам баш на овој ден да запросам мојата девојка. Возбудено, чудно дури. Неочекувано, стварно неочекувано, воопшто. Не знам што да кажам друго. Годинава се осветија иконите од малиот Параклис, кој што е започнат да се гради покрај езерото, каде што во иднина организаторите планираат и доградба на нови содржини. За Сител, Дарко Штарговски. Заврши распустот, од утре стартува второто полугодие. Лекарите предупредуваат, грипот ги полни болниците. Десетици загинати и стотици повредени. Катастрофална несреќа во Шпанија. Брз воз излетал од чините и удрил во друг воз. Зимскиот распуст заврши, а учениците од утре се враќаат на училишта. Лекарите предупредуваат на внимателност, знаејќи ги последните бројки на болниот грип. Со зголемен број на болни од грип утре почнува второто полугодие. Додека учениците беа на распуст, во болниците и клиниките имаше благ пат на прегледи на пациенти на училишна возраст. Според последниот извештај на ИЈС, минатата недела со грип се пријавени околу 600 млади до 14 години. За да не дојде до алармантно ширење на вирусот, педијатрите советуваат децата со респираторни симптоми да останат дома.
Нашата препорака е сега ги се вратат децата во училишните клупи, доколку родителите приметат било какво влошување на здравствената состојба, било појава на симптоми, течење на носот, кашлица, кивавица, покачена телесна температура. Тие деца да се изолираат во домашни услови, да се даваат голема количина на течности, витамини, електролити, да се дадат антипиретици за симнување на температурата и да се обсервираат, односно да бидат во домашен третман 48 до 72 часа пред да се јават кај својот матичен лекар и доколку настанат компликации нормално во дежурните пунктови низ нашиот град и останатите градови, како и во нашата институција доколку има потреба. Деновиве во клиниката Козле за едно деноноќие бележат и до 250 прегледи на болни деца. Повеќето биле на предшколска возраст и доенчиња. Поради компликации на болничко лекување во моментот имаат 80 пациенти. 10 се на кислородна подршка. Широки се симптомите на грипот, всушност најголем дел се респираторни, може да направи долно респираторни инфекти, но не е само тоа, не може да се јават од грипот и некои невролошки симптоми кои што ги бележиме оваа година кај инфлуенцата. Минатата недела на инфективната клиника починаа 2 повозрасни лица од компликации од грип. Александар Динев, Сител телевизија. Заменик министерот за образование поднесе оставка во објава на социјалните мрежи. Људзим Алиу вели дека ова е одраз на негова лична и професионална анализа, ценејќи дека во овој период е најсоодветно да го продолжи својот придонес во академското поле и посветеност кон семејството. Сител побара, но не доби одговор од Алиу дали останува дел од вреди. Заменик министерот за образование и наука Људзим Алиу поднесе неотповиклива оставка од функцијата. Одлуката писмено веќе му ја соопштил на премиерот, иако причините за повлекувањето не ги соопштува, Алиу вели дека ќе се посвети на неговата примарна работа како професор. Мојата оставка доаѓа како одраз на моја лична и професионална анализа, ценејќи дека во овој период е најсоодветно да го приложам својот придонес во академското поле, во мојата истражувачка научна работа, како и посветеност кон семејството, пишува Алиу во писмото до премиерот. Алиу не е достапен за информација повеќе ниту дали оставката ќе значи заминување од партијата и воопшто од политичката сцена. Како кадрна алтернатива и коалицијата вреди функцијата ја извршуваше повеќе од година и половина. Но оваа позиција беше и од 2022 до 2023 кога министер беше Јетон Шакири во владата на СДСМ. За укажаната доверба им се заблагодари и на премиерот и на неговите сопартици. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија.